Ви благодарам, почитуван председателе. Моето прво прашање е до владата на Република Македонија. При што прво секако би сакала да го поздравам вложувањето во спортот и младите, што е од посебно значење за народот. И ова е впечаток кој што е стекнат од комуникацијата со граѓани, средбите со граѓани и присуството на терен секако. Како пратеник од Струга ме радува што дел од инвестициите на полето на спортот се наменети за мојот град, но моето конкретно прашање е за местото Лабуништа, каде што мултинаменското игралиште е пред крај. Во ова село живеат повеќе од 7.000 луѓе и прашањето се однесува на тоа кога се очекува игралиштето конечно да биде пуштено во употреба. Моето второ прашање е до Министерството за земјоделие. Водено од тоа што представувањето на можностите за ИПАРД будат голем интерес кај народот и кај стружани. Ете, утре имаме и представување на дел од фондовите и ме интересира колку корисници од Струга имаме на овие фондови. И третото прашање исто ми е до Министерството за земјоделие. За ова прашање неколку граѓани од Струга дојда во канцеларијата и се интересира, па затоа сакам и да го поставам истото. Една од поинтересните мерки, би рекла, на самото Министерство за земјоделие беше отварањето на продавниците за вино. Тие стана многу препознатливи и мислам дека ја збогатуваат понудата на секој град. Струга сите сме свесни дека е туристичко место кое што го посетуваат многу луѓе и самите граѓани на Струга веруваат дека може една ваква продавница да добиеме и во Струга. Па водена од нивниот интерес би сакала да прашам дали во наредниот период може да очекуваме да добиеме продавница за вино и во Струга. Ви благодарам. Благодарам. Првото прашање упатено до владата на Република Македонија, второто и третото до Министерство за земјоделство, шумарство и водостопан. По однос на првото прашање, на писмено побаравте, така? По однос на првото прашање од владата на Република Македонија, одговор треба да добиете, сега некои од министрите кои што се надлежни да одговорат. Ако не, написано. Со оглед на тоа дека е за Агенцијата за млади и спорт и написано се добиете. Второто е до Министерство за земјоделство, шумарство и водостопан. Повелете. Одговорот се добиете од министрите. Повелете. Почитуван председателе, почитувани пратеници, почитувана пратеничка, благодарам на прашањето што ми го поставите во врска со искористувањето на ИПАРД програмата, односно вашето конкретно прашање колку корисници се на ИПАРД програмата од општина Струга. Јас во моментот не би можел да ви кажам колку корисници има од Струга, но би сакал да ви кажам повеќе за ИПАРД програмата, односно што е тоа што земјоделците треба да го направат за да може да ги искористат овие фондови кои ни се наменети од Европската комисија за развој на земјоделието. За периодот 2008-2014 година за ИПАРД програмата за развој на земјоделието ни се одобрени 65 милиони. Истите средства се во фаза на искористување. Сакам да кажам и тоа повеќе пати се каже дека искористувањето на овие средства не е на задоволително ниво и од тие причини ние како Министерство за земјоделие ги правиме сите напори што треба да ги направиме во тој правец за да овие фондови бидат што максимално искористено, односно имаме уште за искористување идната година на располагање се 18 милиони евра и наредната година уште 20 милиони евра. Така да во тој правец, еве како вие што кажавте, ние организираме трибини на кои што ги запознаваме земјоделците за можностите кои се за да може да ги искористат овие средства. До крајот на годината имаме, значи овој месец ноември-декември имаме организирано 20 трибини, односно месечно по 10 трибини, на кои што
ги објаснуваме, како што реков, на земјоделците кои се областите во кои што можат да инвестираат, односно да користат од овие средства. И секако, вие знаете дека огласот за користење на овие средства е распишан при крајот на октомври месец и трае до 10 октомври. Еве во ова прилика е користам да апелирам до сите заинтересирани земјоделци кои што сакаат да користат ова програма, може да се јават на овој конкурс. Исто така сакам да кажам дека ние како министерство стоиме на располагање на сите заинтересирани земјоделци кои што сакаат да ја користат средства од оваа програма, дека нашите служби им стојат на располагање и ќе им помогнеме во однос на изготвување на апликацијата. Исто така сакам да кажам дека веќе е во фаза на имплементација на ИПАРД 2 програмата, со која се предвидени 60 милиони евра и исто така сакам да напоменам дека ние како Министерство за земјоделие, имајќи во предвид во сегашниот период искористеноста на овие средства е доста мала и во тој правец еве во понеделник веќе имаме закажано, ова точка е ставена на дневен ред на економскиот совет, каде што лично и премиерот ќе учествува и имаме на сет мерки кои што ќе предложиме, се со цел за поголемо искористување на новија средства. Така да, за прашањето колку корисници има од оваа програма од општина Струга, јас се извинувам што во момент не може да кажам, али тоа можеме, доколку сакате, односно во писмена форма ќе ви одговориме. Благодарам. Благодарам. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот Нола Исмаиловска. На одговорот би сакала да добијам на писмена информација за бројот на корисници и секако да го поздравам присуството на терен што им помага на земјоделците да почнат да ги искористуваат овие фондови, што ќе биде добро и за нив, но секако и искористеноста на фондовите е еден добар показател и во извештаите на самата Европска комисија. Јас исто како член на Комисијата за европски прашања сме ги разгледувале овие фондови и се трудиме и ние да помогнеме и ви благодарам на отвореноста за тој број да биде зголем. Благодарам. Трето прашање исто така упатено до Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Одговор ќе добиете од министерот. Повелете, министер. Благодарам, председателе. Значи, во врска со второто прашање, отварање на продавници за вино, сакам да ја информирам пратеничката, а секако и заинтересираните граѓани кои што сакаат да отворат вакви продавници, дека платежната агенција има распишан оглас и секој од нас заинтересиран кој што сака да отвори ваква продавница, согласно тендерската документација, може да се пријави на огласот и доколку ги исполнува условите од тендерот, може да отвори таква продавница, при што ние како држава, односно агенцијата, субвенционира 1.500.000 денари во една таква продавница. Така да, че конкурсот е отворен, нема ограничување, секој заинтересиран може да се јави, како што реков, и доколку ги исполнува условите, може да отвори една таква продавница. Благодарам. Благодарам. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот Нола Исмаиловска. Повелете. Ви благодарам за образложението на моето прашање. Овие информации ќе ги пренесам до сите граѓани кои што беа заинтересирани, па можеби ќе бидат и расположени за една заедничка активност, па да успееме да имаме една од овие продавници во Струга. Благодарам.